за бод. 31-30 и сега тече времето. Постолов и сам Симич погодува. 4 секунди останува до крај. Да видиме. Брз центар Марковски, нема гол. Оу, каква завршница! Каква завршница на овој натпревар, на ова дерби од првото коло во суперлигашкиот плейоф. Круна на овој натпревар во кој што буквално видовме се. Најбитно е што се завршува коректно на крајот со еден пријателски поздрав на актуелниот и сегашниот селектор на македонската и екс-селекторот на македонската раковетна репрезентација Кирил Лазаров, односно Данило Брестовац, и кавадарчани слават еден бод против фаворизираниот тим на Алкалуит во секој случај на овој натпревар. Не се радуваше ниту актуелниот селектор на македонската ракометна репрезентација, ниту поранешниот Кирил Лазаров, односно Данило Брестовац. Тиквеш Алкалуит 31-31 во еден исклучително квалитетен, тврд, борбен натпревар во кој што видовме квалитетен ракомет, одлични одбрани, убави голови, видовме исклучување, инцидентни ситуации. Буквално имаше се, меѓутоа факт е дека имаше добар, квалитетен ракомет. На крајот по еден бод и за едните и за другите, можеби најзаслужен исход на мечот, во кој што во првото полувреме со изворена дефанзива Данило Брестовац успеа да ја однесе својата екипа до +4, меѓутоа имаше еден лош период токму во завршницата на првото полувреме во 5,5 минути пред крајот, кога со серија од 5-1 Алкалуит успеа да обезбеди влез во второто полувреме со 16-16. Во вториот дел пресврт, Алкалуит дојде до максимални +3 во 39-та минута и потоа гледавме исклучително драматичен, возбудлив натпревар во кој што голманот на кавадарчани Маријан Велков успеа да врати својата екипа во живот. 14 одбрани нанижа тој. Успеа да стигнат, да изедначат на 24-24 првпат на 10 минути пред крајот и потоа во финишот со резултатска нишалка еден гол во корист на Алкалуит до крајот. Да се истакнат и Галевски и Трајковски, голманите на Алкалуит кои што успеа да одбранат пенали на Симич во продолжение. Токму Симич најефикасниот во редовите на кавадарчани, кој постигна 7 гола, го постигна голот за конечни 31-31. Во составот на Тиквеш, покрај голманот Велков и најефикасниот Симич, се истакна Димовски со 5 погодоци. Кај Алкалуит на нивото беше голманот Трајковски со 10 интервенции. Најефикасен на крајот Джонов, кој постигна 7. Добра поддршка имаше од Ѓорѓиев, кој застана на 5 погодоци. За толку, поштовни гледачи од овде од Кавадарци, се надевам и посакувам и во продолжение во другите наши преноси од најквалитетното ракометно првенство од суперлигашкиот плейоф ќе следиме вакви возбудливи и квалитетни натпревари. Ве поздравувам од Кавадарци.